Значи, добар ден на сите. Првично би сакал да ви се заблагодарам за присуството и за големиот интерес што го покажувате за овој многу важен настан што денеска се организира тука во нашата држава. Претhodно имавме и билатерален состанок со господинот Хан, каде што разговаравме за соработката што ја имаме во економијата генерално, а посебно во делот на енергетиката, имајќи го предвид и состојбата со која се справа моментално европскиот континент, и секако дека можем да утврдам слободно дека имавме многу плодна дискусија, конкретна дискусија, каде што разговаравме за конкретни теми, каде што можеме да ја предлабочиме уште повеќе одличната соработка со која веќе ја имаме со Република Србија. Разговаравме за денешниот настан, но секако дека се договоривме да заеднички наредната година да ја представиме заедничеството како гранка на Северна Македонија и Словенија во саемот во Целје, и значи Република Северна Македонија ќе учествува директно по поканата на Република Словенија, што сме благодарни, се со цел и нашите занајчи да имат можност да ги презентираат значи нивните производи, а секако дека да имат можност и да најдат нови пазари. Втората тема која беше многу важна беше разговорот за да ја вратиме назад авионската линија меѓу Скопје и Љубљана. Јас веќе стапив во контакт со министерот за транспорт и врски господинот Бочварски, каде до крајот на годината и ние како Северна Македонија ќе објавиме повик за авиокомпании, за да можеме да ги поддржаме, се со цел да се врати назад таа линија, а истото секако би го направиле и Република Словенија кон почетокот на наредната година. Трета тема беше енергетиката, искуствата, мерките, начинот како се справуваме со енергетската криза, и тука секако дека сакале во име и на владата, и на граѓаните, и на стопанството генерално да им се заблагодарам на представниците на владата на Република Словенија, посебно на министерот Хан за поддршката што ни ја дават во склоп на Европската Унија, се со цел да им се излезе во пресрет и на државите на Западен Балкан. Генерално имаме одлична соработка. Јас сум повеќе од убеден дека ова соработка ќе се предлабочува во наредниот период меѓу Северна Македонија и Словенија, и секако, секогаш како влада, како Министерство за економија ќе бидеме посветени да поддржаме странски инвестиции, посебно од Словенија, а зошто да не и наши инвестиции во Република Словенија, како што го имаме примерот со ИГМ. И како што е примерот и денеска најверојатно би се презентирало во делот на инвестициите за обновливи извори на енергија, а најголемата инвестиција во нашата држава моментално, која веќе е вклучена во мрежата, е Гени со 17 мегавати фотонапонска централа. Такви инвестиции ќе имаме уште повеќе, не само од Словенија, и од други држави, и од домашни инвеститори, и на таков си начин да ја направиме и транзицијата во делот на енергетскиот сектор, имајќи го предвид дека повеќето од производството го имаме од конвенционални извори за производство. Уште еднаш би сакал да им посакам добро дојдевте во Северна Македонија, и сум убеден дека ова ќе биде само почеток на одличната соработка и на конкретните проекти кои заедно ќе ги реализираме. Дигитализацијата, како што беше кажано и претhodно, е многу важна алатка во делот на реформите кои треба да ги направиме ние и во делот на скрининг процесот, и во делот на нашата интеграција по поглавја согласно преговорите што ги водиме со Европска Унија. Затоа во делот на паметната специализација сме имале веќе директна поддршка од страна на Република Словенија, и веќе, пошто сме при крај со подготовката на таа стратегија, каде што ќе се наведат главните сектори во нашата држава, кои ќе имат можност да бидат целосно поддржани и од дополнителни експерти и твининг проекти заедно со владата на Република Словенија. Благодарам.